Сагата со кравите во Паланечко би требало да заврши за 10 дена, уверуваат од Агенцијата за храна и ветеринарство. До тогаш остануваат поливадите и редовите како закана за посевите. Дали 1000 или 100, секој од надлежните кажува различно. Според агенцијата има околу 80-90 крави кои биле дронски мапирани и секојдневно се вршат заловувања, но со проблеми. Оти поранешните собственици на добитокот се појавували и го бркале, за да им ја отежнат работата. Воено директорот на АХВ Оливер Миланов ја повика и општина Крива Паланка да постапи, оти според него за тоа се законски обврзани, со цел побрзо и трајно да се надмине проблемот. Е точно наведено, забрането е чување и напасување на крупен добиток и живина на јавни површини, а согласно од истиот закон, контрола на одржување на јавна чистота согласно со одлуката од член 10 став 1 на овој закон ја врши општинските комунални редари. Во константно напори правиме, знаете, осетлив е теренот, неприступачен терен, во соработка со Министерството за внатрешни работи, со нивни специјални единици, бевме изминативе 2 дена, се прават напори, најбрзо можно решавање на проблем кој што го имаат жителите на Крива Паланка. Состојбата е драматична, очајна, на моменти и смешна, оценува градоначалникот на Крива Паланка Сашко Митовски. Со префрлањето на топката, вели, страдаат најмногу граѓаните кои губат доверба во институциите. Вели, АХВ не прави доволно и според него во акцијата биле заловени околу 10 крави, кои во секој момент можат да се најдат и на плоштадот. Воено според него, бројките на грла изнесуваат речиси 1000. Општината има надлежност да изрекува прекршочни глоби во висина од 40 евра. И сега што е контрадикторноста? Значи, ние треба да изречеме прекршочна прива на Агенцијата за храна и ветеринарство, бидејќи тие се собственици на кравите. Со правосилно решение тие се одземени пред повеќе од 2 години. Ким пишете ли прекршочна? Видете, ако сакате да се тоа да трае до недоглед, да се играме топло-ладно, општината и Агенцијата за храна. Значи, мислам, наистина е смешно, нели? За спречување на службените лица кои се обидувале да ги заловат кравите, вчера уапсена беше и 27-годишната поранешна мисица Јулија од семејството Ѓоргиевски, кои беа собственици на дел од стадото. Таа ќе добие и кривична пријава, оти на место соработка, трчала по кравите за да ги пренасочи кон ридовите, за заловувачите да не можат да ги фатат, а со тоа АХВ да не може да го изврши решението за одземање на животните.